збор за четворица странски државјани, имено двајца унгарски државјани, по еден германски и еден грчки државјанин, кои во периодот од 2005 и 2006 година се наоѓале на раководни позиции во Македонски телеком, поточно во Македонски телекомуникации, Камени мост телекомуникации, а исто така едното лице е и овластен потписник на фирмата Chaptex Holdings Limited од Никозија, Кипар. Имено пријавените во периодот 2005-2006 година, злоупотребувајќи ја службената положба и овластувањата кои што ги имале, во 5 наврати склучиле договори за консултантски услуги со Chaptex Holdings Limited од Никозија, Кипар, услуги за кои никогаш не постоела ниту намера, ниту пак потреба да бидат извршени, се со цел да му биде овозможено стекнување со противправна имотна корист на правното лице Chaptex Holdings Limited во вкупен износ од приближно 4 милиони евра или поточно 3 милиони и 975.000 евра. Сето тоа на штета на акционерите на Македонски телекомуникации акционерско друштво Скопје и акционерите на Камени мост телекомуникации АД Скопје. При што владата на Република Македонија како представник на државниот капитал, односно собственик на 47% од акциите во Македонски телекомуникации е оштетена за износ од 1 милион и 868.000 евра. Министерството за внатрешни работи во однос на истрагата по овој предмет соработуваше и со голем број на странски служби. За сега ниедно од лицата не е достапно. Пријавата, како што веќе кажав, денеска ќе биде поднесена до јавното обвинителство за организиран криминал, кое што претпоставуваме дека ќе процесуира до судот и потоа доколку стигне судска наредба за распишување на меѓународна потерница во најкус можен рок, тоа ќе биде сторено